Вистинска лотарија е да добиете термин кај офталмолог, невролог или ортопед на средината на месецот. Упатувањето на пациентите на повисоко ниво на здравствена заштита и понатаму им предизвикува стрес и нервоза на матичните лекари, кои не можат да одговорат на потребите на граѓаните. Вела дека термин има недоволно и најголем број ги снемува уште првиот ден кога ги пуштаат од клиниките и болниците. Тука ништо не е сменето, во цела Македонија проблем има, едноставно нашиот начин на функционирање продолжува голготата, револт од пациентите кај нас го изразуваат. Мора да се смени нешто во однос на функционирање на мој термин, треба да биде ние да креираме упати во системот и мој термин да како за нега да се смени нешто во тој дел на праќање пораки, вие можете на кој за 7 дена или било како, па мој термин да им праќа пораки. Тоа би било едното решение кое што ние како здружение долги години велиме. Дополнителни нервози и шетање за пациентите е кога ќе стигнат кај специјалист, а тој има потреба од други анализи и испитувања и повторно ги враќа кај матичните, наместо директно да ги упати каде што треба. Мора да профункционира интерспецијалистичкиот упат. Тој постои и сме го создале заедно со фондот пред многу години, но не знам зошто никој не го користи. Не може пациент открива баланка во праќа матичниот до Скопје негде за ортопед или нешто до 8 септември и оттаму тој велја треба сега ќе одиш пак е матичен, па треба ова, треба она, тако му треба магнетно, значи веднаш да си го прати пациентот на магнет. Ако му треба рентген, веднаш да го прати на рентген. Од Министерството за здравство вела дека се свесни за предизвиците со кои се соочуваат граѓаните поради недостиг на термини и затоа преземале иницијативи за подобрување на достапноста. Активностите се фокусирани на поефикасно управување со постојните ресурси, оптимизација на системот за закажување, зголемување на капацитетите таму каде што е најпотребно, како и унапредување на организацијата на работните процеси, ни одговорија од здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија.